Војниот конфликт Украина, Русија донесе стравови кои граѓаните кои на големо изминативе денови прават залики од храна, стравувајќи од недостиг, што велат инспекцијските надзори, имали доволно храна, што со цената на истата и откупот на тутунот како еден од најактуелните процеси кои што во моментов се заокружува во нашата земја. Се теми на разговор со нашиот соговорник, велам добро утро за директорот на Државниот инспекторат за земјоделство Зоран Шапорич. Добре ни дојдовте. Добро утро. Поздрав до вас и до гледачите на утринска програма на Македонската радио телевизија. Имаме многу актуелни теми за кои сакам да продискутираме наредниве минути. Ќе започнеме со последната, најактуелната, вонредниот надзор за утврдување на количините на пшеница, пченка и јачмен кај мелничарите и откупувачите. Како заврши надзорот, кои се количините кои ги имаме и ќе бидат ли доволни за потребите на државата овој период? Значи, минатата недела, пред 6 дена точно, Државниот инспекторат за земјоделство за потребите на владата и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство изврши вонредни надзори кај мелничарите и откупувачите и утврдивме со податоци пред 6 дена дека вкупно има во тој момент залихи од 45.000 тона пченица, потоа пченка 8.500 и јачмен 10.000, околу 10.500 тони. Ова се разбира без стокови резерви, кои се класифицирани информации. Во контактите со мелничарите, ова е доволно за повеќе од еден месец, 40 и нешто дена, но во меѓувреме тие увезуваат пшеница, пченка, јачмен, редовно го вршат и ги надополнуваат своите резерви, кои што ги користат најмногу над 90% за преработка, односно производство за брашно. Јас лично мислам дека има и ориз, бидејќи залихите на ориз се добри. По последните денови видовме дека има одредена зголемена потрошувачка на ориз, што е добра, всушност се трошат нашите земјоделски производи. За 10 дена на голема врата е најавено првото раноградинарско производство во Струмичката котлина. Производството најмногу се пласираше изминативе години на украинскиот и рускиот пазар. Па земјоделците стравуваат што со нивното производство, барат можност за отворање на алтернативни пазари или некаква поддршка од државата. Има ли повеќе информации? Па има, морам да кажам дека минатата година цената на пролетната, посебно зелка, беше извонредно добра. Идеше дури до 20-25 денари, се произведа околу 40.000 тони или 40 милиони килограми, од кои 90% ние сме мал пазар беше извезено. Пред минатата година имаше одредени проблеми, кога имаше 60 милиони тони килограми, кога цената беше, значи, 8 до 10 денари. Сега раната, односно пролетната зелка на самиот почеток, значи почнува малку во Гевгелија, за 10 дена, за недел дена ќе почне, ќе видиме. Се разбира дека вчера имавме средба со министерот за земјоделство, шумарство, водостопанство, се разбира од платежната агенција, представници други институции, значи Лјупчо Николовски, со представниците, односно земјоделците од Струмичкиот регион и со откупувачите. Добар дел од зелката оди, посебно пролетна, во изминатиот период во Украина и во Русија, некаде околу 30%, но откупувачите настојуваат, сами кажа, да се изнедат и одредени други пазари, како што беше и најава од владата, дека не само за раноградинарските производи, за кои верувам дека можеби со некој има проблем. Инаку не треба да стравуваме од увозот и конкуренцијата од Албанија, бидејќи досека ние сме членка на ЦЕФТА, можеа слободно да се увезуваат и ние се разбира слободно да извезуваме. Нашите сепак земјоделски производи се поквалитетни и минатата година има изворена добра цена. Годинава ќе видиме, зависно. Сигурно војната ќе има свое влијание. Тоа сакав да прашам, дел од граѓаните во моментов споменав и во најавата прават залихи од храна од две причини. Едната е поради тоа што стравуваат дека ќе нема, а другата е поради тоа што стравуваат дека земјоделските производи ќе достигнат висока цена. Имаме ли информација во однос на покачувањето на цената, колкава би можело да биде таа? Тоа е тешко предвидливо, меѓутоа раноградинарските производи минатата година има на вистина
добра цена, висока, така да не би требало да бидат повисоки од лани во секој случај. А стравувањата се, јас кажав, има доволно пченица, јачмен, пченка и се разбира тие ќе се везуваат и воопшто и на светскиот пазар има, меѓутоа прашањето е цената. Таа е берзанска цена на овие производи. Прашање колкава ќе биде цената. Ако се увезува, да речеме, од Канада, од Австралија, од САД, сигурно ќе биде многу поскапан, отколку од Србија, од Унгарија или од Украина и Русија, кои се некаде околу 30 и нешто проценти заеднички ја снабдуваат Европа со пшеница. Така да не би требало. Но еве беше најавено од владата дека веќе се работи на тоа, видовме дека и самите мелничари реагираат. Се разбира, тука се веќе потешко оди откупот на јаболкото, бидејќи и тој оди во голем дел, јаболкото оди во Русија, но исто така има една друга состојба да Полска, која е најголем убедливо производител на јаболко во Европа, членка на земја на Европска унија, и таа се разбира не извезува во Русија, така да заради тоа има можеби вишок. Но еве беше најавено од владата дека се прават напори посебно за ова индустријско јаболко за преработка со одредени компанија, дури директно Фруктал, Нектар и некои други со дипломатски да се надмине и ублажи овој проблем. Во текот на вчерашниот ден имавте средба со земјоделците, завчера со тузунарите, и тоа како процес е актуелен, кој што до 31 март треба да се заокружи. Од информациите кои што ги имаме оваа година има помалку тутун за разлика од приносот лани, но она што ме интересира е цената. Дали се задоволни од откупот на цената? Откупени ли се сите количини? Па, за разлика од минатата година, кога беа откупени сите количини, меѓутоа имаше 6000 тони или 6 милиони килограми производство, што не беше договорено со откупувачите. И сега виден проблем, меѓутоа беше се откупено. Годинава се склучени договори за 22 милиона и 150 илјади килограми, откупени се 18 милиони и 700 илјади килограми, така да откупот на тутунот е веќе при самиот крај. Законски е до 31 март, лани беше продолжен заради одредени проблеми, така да цената е 200,45 денари, а субвенциите се 80, 70, 60, зависно од која класа денари, така да најголем дел од тутунарите мислам дека се задоволни и се разбира, ако се очени со зголемување на цената пред се на ѓубриво и оттаму таму оди она мерка во интервентниот фонд, посебно за пшеница и јачменот, да се стимулира, да се субвенционира употребата на вештачко ѓубриво на индивидуалните земјоделци и на правните лица. Тоа е 2,5, тоа е половина од овој интервентен фонд што го спомнавте, за да не се намалат приносите, за да остане и така висок процент на овие житни култури да се задоволуваат во нашата држава од собствено производство, а сосема да се намалува увозот. Економските последици кои ги носи руско-украинскиот конфликт донесоа само плюс обврски на вашата агенда покрај секојдневните кои добро, да, ги има плюс ова, ние работиме самиот факт по 50 и нешто закони и околу 250 подзаконски акти. Тоа е само јасно нормативната рамка која е. Се разбира, тука е фитосанитарниот дел, покрај овие сите услови. Тука се предизвиците од Отворен Балкан кои бидат. Ние веќе Бановци работи месеци повеќе, 24 часа. Се разбира, треба да се задоволат и некои стандарди, да се доизгради тој граничен пункт, а потоа во иднина и Ќафасан треба да работи и Блаце, што се подразбира дека имаме потреба од додатни вложувања, но и додатни вработувања. Тоа сакав да го прашам. Како функционира во моментов инспекторатот? Колку, да речеме, на број инспектори има во моментов и колку се необходни за периодот после? Па сега да ви кажам вака, од прво актот за систематизација има 242 работни места, пополнети се 170. Инспектори има 102, од кои се половина фитоинспектори, кои се на гранични премини. И се разбира, пред 2 години имавме вработување на 10 инспектори, после 7 години, и годинава, еве, добивме првична согласност за план за вработување да се вработат во околу 9 инспектори,
што сепак согласно законската регулатива да почне од денеска законската регулатива, закон за инспекцијски надзор и другите закони, од кој ќе се прими, тој мора да има минимум година и нешто стаж, фактички 15 месеци, па да полага, па да добие лиценца, па да биде помлад инспектор да работи одредени работи. Се работи, потоа да гради кариера, значи од денеска до утре, година и пол, од денеска или утре, ако почне постапката, потребни се буквално 1,5 година да се пополни со тој кадар, а се разбира имаме и рибарство, имаме и милион други. Рибарството, сосема накусо сакам да се задржим иако времето не гази, но мора да споменеме дека соработката со МВР и Државниот инспекторат за сузбивање на криволов е многу успешна изминатиот период. Изминатите години нешто е навистина одлична соработка со МВР Езерска и со регионалниот центар за гранично управување Запад. Тие се разбира во меѓувреме капацитетите на МВР со уреди за снимање, радари и со пловни возила се зголемија и имаме многу заеднички акции. Соработката е навистина извонредна. Така да тоа резултира само за месец јануари и некаде до 20 февруари заплена на 7000 метри рибарска мрежа, разен риболовен алат, неколку чамци и преку 200 парчиња риба. Се разбира, тоа е отежнато, бидејќи, како што е познато, веќе 2 години и нешто Охридското езеро нема концесионер, зборам за стопански риболов. Ставот формирано од владата едно координативно тело со кој раководи министерот за земјоделство, шумарство и водоснабдување. Првичните ставови се дека за рекреативен риболов, односно спортски, би требало се забрза, бидејќи тој навистина не може никаква штета да нанесе на езерото, а се разбира ќе се прават и додатни анализи за тоа дали и кога ќе се даде под концесија Охридското езеро за стопански риболов. Уште едно прашање сосема на самиот крај, бидејќи постојано сте помеѓу земјоделците. Какво е нивното расположение во моментов? Никако не престануваат кризните ситуации. 2 години живееме ковид криза и ве сега актуелна состојба со војниот конфликт. Да, сепак се разбира, тие се загрижени. Имаат отежнати услови, поскапување на цени и така натаму, но најголем дел се свесни дека сепак државата интервенира. Имавме 6 милиона, околу 6 милиона евра ковид мерки дополнителни во новие субвенции. Сега имаме владата им за прв пат даде интервентен фонд, потоа штетите исто околу 5 милиона евра ќе бидат извоени средства во буџетот од 2017, 18, 19 и 20 исплатени. Субвенциите за прв пат се исплаќаат веќе речиси без заостатоци, а годинава ќе има прв пат исплаќање и авансно на субвенциите. Се разбира, тоа се пазарни услови, кажав, тутунот и виното се најстрого регулирани, но сепак цената ја одредува пазарот и самите договори меѓу земјоделците и откупувачите. Се надеваме војниот конфликт набрзо ќе заврши, бидејќи иако ќе заврши, последиците веќе свесни сме дека ќе ги чувствуваме. Нашата работа е во контрола на исправноста на работењето на откупувачите. Дали им се вагите баждарени, дали го почитуваат работното време, дали имаат одбитоци, дали кај раноградинарските сега ќе биде, дали издаваат откупни, односно така наречени кантарни белешки. Дали минималната цена им е 7 дена. Дали редовно го исплатуваат, посебно кај тутунот морам да нагласам дека 99,2% од тутунот е исплатен. Значи веднаш се исплаќа, бидејќи законот е многу строг. Секој што сака да откупува мора да има регистрирано пари на наменска сметка. И во кој сегмент најмногу неправилности се утврдуваат? Сега можам да ви кажам, пред 2 години имаше во сегмент на нередовно издавање, зборувам за раноградинарски, кантарни белешки, односно откупни белешки, ненавремено случајен договор, но сега кај грозјето и виното се утврдуваат ненавремена исплата. А кај законот на вино кој е строг, можеби престрог, оној што нема да ги исплаќа ратите, тој се брише автоматски. Ние даваме извештај до Министерството за земјоделство и шумарство и се брише од регистар, за да се упише треба да плати казна од долгот, па потоа такса, така да... А имавме лани неколку случаи годинава, за жал ке има.
Благодарам за денешното гостување во Македонија наутро. Отворивме тема која што е актуелна и за која што сум сигурна дека ќе се зборува и во првиот кој што следува, пак имаме поводи за следно гостување. 12-13% од македонскиот GDP е фактички во областа на храна и земјоделие. Токму затоа е битна оваа тема, да. Благодарам многу за гостувањето. И со наредната тема, односно прилог во утринската програма, остануваме на тема земјоделство, имено цените на одредени ѓубрива се покачени двојно, па државата и тука ќе интервенира.